Како младите и тешко вработливи категории граѓани да дојдат блиску до новите мерки предвидени за вработување и да искористат грант од 10.000 евра или да станат поконкурентни на пазарот на трудот, беше целта на денешната прва координативна обука. Представниците од АВРМ UNDP како партнери во реализацијата на дополнувањата на оперативниот план велат дека сакаат да го прошират опфатот на невработени лица. На работилниците ќе бидат присутни исто така ромските информативни центри и други локални чинители кои што можат да допринесат во што поголем опфат на невработени лица на пазарот на трудот. Со UNDP веќе го продлабочува соработката со Агенцијата за вработување и работиме интензивно сега со усвојувањето на промените, измените и дополнувањата на оперативниот план и затоа сме тука да се искоординираме на локално ниво со сите центри за да почнеме со имплементација на мерките за вработување. Директорката на АВРМ Билјана Јованова вели дека акцентот е ставен врз младите и ранливи категории граѓани за нивна поголема конкурентност на пазарот на трудот. Значи, како што во неколку наврати споменуваме, младите ни се таргет цел со активните мерки и проекти за вработување и ранливите категории на граѓани. Тие регионално имаат различен процент на застапеност. Токму и тоа е целта на овие работилници на регионално ниво. Центрите за социјални работи, заедно со центрите за вработување при Агенцијата за вработување на Република Македонија, да се доближат до овие ранливи категории, до овие категории на невработени луѓе, да им овозможат аплицирање во мерките, учество, кое што на крајот се разбира ќе резултира или со крајно вработување или дел со вработливост, односно со нивно приспособување и адаптирање на пазарот на труд. И АВРМ UNDP се задоволни од досегашната соработка, истакнувајќи дека во иднина планираат промоција на нови програми во делот на вработувањето. Меѓу мерките кои минатата недела ги промовираа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и Луиза Винтон од UNDP, предвидени се грантови за млади и стартап компании во висина од 10.000 евра, како и стимулирање на бизнис заедницата за нови 250 вработувања до крајот на годината. За ова намена обезбедени се 16 милиони евра и дополнителни 2 милиони од ребалансот на буџетот. Освен во Струмица, координативни обуки ќе бидат организирани и во Скопје и во Струга.